Ја навистина не бев ни свесен како тоа на брзинка се случи. Дури во еден од петоците спонтано само си објавив некоја слика која и не беше некако планирана, не беше нешто темпирано и излезе буквално така се проширени на брзинка, ама јас мислам дека и така дојдов. Може би несвесен, но веќе втор викенд Војо Јованов сосема свесно ја исполнува новата улога во зоолошката градина. На секој половина час посетителите преку него можат да откријат повеќе за наразлични видови животни. Скопската зоолошка градина за прв пат добива зукипер како една од најинтересните позиции за посетителите, а јавноста на изборот на Војо реагираше со одушевување. Кипер сток на секаде во светот е дел во кој што негователот на нашки или киперот во овој случај ќе биде тој кој што е месенџерот со публиката. Тој го толкува јазикот на животните и е тој кој што го фрла или го спакува за публиката која доаѓа да го гледа. Јас бев првиот, иако во моментов нормално треба време, имам дел од колегите кои работат со морски лавови претходно, но да работите со техника, публика, животни кои никогаш не се тренирани и работено со нив, е малце комплицирана опција, ама со текот на времето ќе бидеме се подобри и подобри. Информативните табли паѓаат во сенка, а преку шоуто кое Војо го приредува, современата технологија преку која најмладите се информираат за животните станува неатрактивна. Иако припаѓаат на категоријата мачки, тие се многу различни од другите мачки, ги ставаме во фамилија на големи животни, големи мачки, но се единствените или ретките кои што сакаат да живеат во чопор или група. Тие што чуваат мачки знаат дека мачка не сака многу да се дружи, но лавот сака. Најчесто е група од многу женки, може да биде 10, 15, па и повеќе женки, и секогаш што е мажот кој што седи некаде на високо, ги текнува како на The Lion King. Но раскажувањето на Војо е само дел од зукипер сток. Тој ја повикува публиката да поставува прашања за да улогата биде целосно исполнета. Интерактивно би требало публиката да прашува за да се вклучи нели во целата идеја, бидејќи сепак да се разбереме, живееме во една таблет генерација на деца, им излагаат поп-ап на телефони, на лаптопи, на телевизори, на билборди и секаде. Имаме едукативни табли кои што помалку или повеќе се и досадни, бидејќи денешните деца не сакаат таков еден текст кој стои во една волкава природа. Во новата улога Војо ќе се обиде да го привлече вниманието на посетителите и да го оправда како што вели нивното време со интересни податоци и факти за животните. Во наредните 90 денови тој се сели во зоолошката градина во Скопје со викендите резервирани за раскажувањето и едукативниот дел. Се надевам дека следниот месец ќе имаме на Скопје да им представиме две нови жителки, тоа се дами од шоу бизнисот, две слоници, двете се различни, едната е од Азија, другата е од Африка. И тие се уникатни по многу нешта. Прво е единствена двојка која живее како таква, значи од два различни континенти. Вториот факт е дека тие се последни кои што ќе живеат така, бидејќи од сега натаму не е дозволено да живеат сами или раздвоени од различни видови. И третото е што нашата Дуња, тоа е азиската слоница, ќе биде најголемата во Европа, што е уште еден интересен факт. Имаат една приказна која ќе ја спакуваме. Возбудата на социјалните мрежи може би сосема е оправдана имајќи ги предвид соодветноста на Војо Јованов за новата позиција. Како јавно афирмиран познавач на животните, своевремено на социјалните мрежи беше предлаган за директор на Скопската зоолошка градина, позиција за која тој нема амбиција, како што изјави во гостувањето во Студио 1. После неколку декларативни заложби за негов ангажман во зоолошката, Војо вели дека единствено новиот директор му оставил ширум отворена врата и изразил подготвеност за соработка.